Здраво и добре дојдовте во најновата 87 епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се најважните настани што ја одбележаа изминатава недела. Матурантите минатата сабота го полагаа вториот екстерен испит од државната матура, а полагањето не помина без скандал. Додека матурантите го полагаа предметот англиски јазик, дел од медиумите објавија дека тестот наводно бил пробиен и споделен меѓу матурантите преку Вибер. Надлежните власти признаа пропуст, а Министерството за образование и наука побара расчистување на случајот и пронаоѓање на одговорните лица. Меѓутоа, ова беше демантирано од синдикалната организација на Државниот испитен центар, од каде рекува дека испитот не бил пробиен, туку дека прашањата биле споделени помеѓу матурантите по започнувањето на испитот. Инаку пред испитот во саботата на Вибер беше споделен допис од Државниот испитен центар во кој пишува дека тестаторите мора да го спроведат испитот според правилата, а во спротивно, испитниот центар констатираните неправилности ќе ги пријави до надлежните органи. Директорката на Државниот испитен центар Благица Павловска за Мета МК потврди дека таков допис е испратен до училиштата, но негираше дека имало неправилности, а така било напишано за да апелираат на професионалност во спроведувањето на матурата. Од матурантите преминуваме кај полуматурантите кои деновиве треба да се одлучат во кое средно училиште ќе се запишат. Годинава запишувањето во средните училишта може да се врши по електронски пат, но и покрај електронското аплицирање, доставувањето на потребната документација во хартиена верзија ќе мора да се направи во самите училишта. Првиот уписен рок по електронски пат ќе биде на 20 јуни до полнок и на 21 јуни до 15 часот, а учениците може да аплицираат преку порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука со специјална најава за средношколците преку нивните кориснички сметки на schools.mk. Ранг листата на запишаните ученици ќе биде објавена на 22 јуни на e-услуги и на веб страницата mon.gov.mk. Вториот уписен рок по електронски пат ќе се врши на 27 јуни до полнок и на 29 јуни до 10 часот. Ранг листата на запишаните ученици ќе биде објавена на 29 јуни. Само 37% од македонските домаќинства поседуваат велосипед во своите домови, со што сме на самото дно во Европа според употребата на ова еколошко превозно средство. Во ова епизода на Шорткат ќе се обидеме да ве мотивираме да пешачите и да го користите велосипедот повеќе, а главниот мотиватор ќе ни биде апликацијата Challenger. За повеќе детали, погледнете го прилогот. Апликацијата Challenger е една од причините за да пешачите или возите повеќе велосипед секој ден. Со инсталирањето на оваа апликација, за секој изминат километар пешки или со велосипед, добивате поени кои што можете да ги искористите за стекнување на попусти во одредени продавници. Секој корисник на апликацијата може да се избере и предизвик, кој што ако најдобро и најбрзо го оствари, може да добие награда. Олга Рајчич од тимот на Green IT, што ја изработи апликацијата, вели дека незините корисници досега успеале да поминат 1 милион зелени километри. Challenger во моментов го користат околу 11.000 корисници, и стари и млади. Незината порака до младите е дека со користењето на апликацијата може да станат добар пример за своите врсници. Преустануваат делот една екосвесна заедница, а како втора придобивка е дефинитивно за секој нивен поминат километар, освојуваат поени, а тие поени може да се заменат за попусти во локални бизнеси во нашата држава. Рајчич додава дека со користењето на апликацијата можат во секое време да го видат нивниот личен придонес во изминатите зелени километри, пешки или со точак, како и за тоа колкава заштеда на јаглерод диоксид имаат остварено. Од друга страна им помагаат на малите бизниси со тоа што добиваат попусти, а воедно купуваат локално. Според податоците на Државниот завод за статистика, само 37% од македонските домаќинства поседуваат велосипед во своите домови, со што сме на самото дно меѓу европските земји. Колку за споредба, во Германија дури 80% од домаќинствата имаат вакво превозно средство, покажуваат податоците на Евростат. Олга Рајчич вели дека апликацијата има за цел заеднички да направиме позитивна промена во општеството, а тоа е да пешачиме или возиме велосипед наместо автомобил. Според неа, мобилните апликации како Challenger можат да решат одредени општествени предизвици во средина каде дигиталната писменост и не е на највисоко ниво. Сепак, поддршка им е потребна не само од граѓаните со користење на ваквите апликации, туку и од медиумите. Проблемот е што не толку многу сме присутни во медиумите и не толку сме
јасно препознаени, за да може уште повеќе корисници, уште повеќе жители да користат не само нашата, туку и многу други апликации кои што се достапни на нашиот пазар, а дигитализацијата покажува дека се повеќе ќе има вакви решенија кои што ќе решаваат многу горливи проблеми. На крајот на денешната епизода ви информираме дека на 29 и 30 септември во Скопје за прв пат ќе се одржи водечки меѓународен високотехнолошки самит. Темата на овој самит ќе биде истражувањето на моќта на вештачката интелигенција и новите технологии, а говорници ќе бидат светски познати експерти за вештачка интелигенција од компании како Microsoft, Google, Spotify, BBC и други. AI Tech Summit е организиран од TBM Group, водечка европска компанија за организација на светски реномирани конференции. Стигнавме до крајот на денешната епизода на Shortcut. Ви благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Instagram и на TikTok ако имате предлози или сугестии и читајте рубриката CTRL-Z на meta.mk. Се гледаме следниот четврток. Поздрав!